Денес е последниот ден од трансфер пазарот во македонскиот фудбал, а прволигашти и второлигашти во последните денови се активни на трансфер пазарот со цел подигање на квалитетот во своите редови за пролетниот дел од сезоната. Второлигашот Шкенди Рачиново се засили со Џихан Адили, капитенот на Шкупи доаѓа од тимот на Љупчо Марковски Калц за цел да помогне во остварувањето на целите. А тој е влез во првата македонска фудбалска лига. Адили кариерата започна токму во Шкупи, беше дел од Кораб, Беласица, Кожув и Брегалница од Штип, од каде премина во Шкупи. Меѓународна кариера градеше за косовскиот тим Дреница. Последните дни од трансфер пазарот ги искористи дебитантот во првата лига, Арсими кој ги промовираше Маркел, Гони и Баргурен и Арлин Талити. 24 годишниот фудбалер го засилува средниот ред кој во молинските категории бил дел од школата на Реал Сосиедад и настапал за C тимот на баскискиот клуб. Има настапувани за повеќе екипи од Шпанија и Кипар. Арсими го врати Алити кој доаѓа во добро позната средина, се враќа во македонскиот тим од косовскиот Велазерими. Низ неговата кариера настапуваше за Воска Спорт, Шкенди Рачиново, Ренова и Стругот Ремлум, а во Косово настапуваше за Фероникели. Со враќањето на Алити дебитантот во првата македонска фудбалска лига добива искусно име во одбраната, а целта на Арсими ќе биде директен опстанок во елитата. Две нови селувања има кај работнички саработи за Арито Мехмеди и Џејсон Езеп. 18 годишниот Мехмеди е член на малинската репрезентација на Македонија 19 години, а потекнува од Шкупи. Езеп пак доаѓа од редовите на холандискиот Дордрехт, кој доаѓа на позајмица има шведско државјанство со потекло од Нигерија. Нови заселувања има кај Македонија Ѓорче Петров. Нови лавови се Стефан Лазареве кој се враќа во редовите на првлигашот од Ѓорче и Огузан Ајдоган. Лазаревик низ неговата кариера беше дел од Гостивар, Тетекс, Борец, Вардар и Силекс. Ајдоган пак има настапи во македонскиот фудбал за Башкими и Гостивар, а претходно интернационална кариера градеше во клубови од Германија и Турција.